Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, господинот Милан Стефановски, политички, воено-безбедносен аналитичар. Господине Стефановски, добре дојдовте во студио. Добро ве најдовме. Она што последно се случува на овој план е протерувањето на руските дипломати од земјава. Нешто што се повторува прво неколку пати земјава протерува руски дипломати, што е интересно, индикативно. Некои ќе кажат за мала земја како Македонија дури и чудно, пречесто се повторува тоа, па сега се поставува прашањето дали навистина имаме толку зголемена руска под наводнице непријателска активност во земјава или се работи за нешто друго. Еве како за почеток на разговорот, како гледате на ова? Бидејќи тука имаме една интересна ситуација, имаме протерување на тројца руски дипломати, но и забрана за влез на еден руски свештеник, што е интересен на момент, ќе разговараме за тоа посебно. Прво за протерувањето на рускиве дипломати како потек, што мислите? Да, добро, генерално неколку земји во Југоисточна Европа го применија моделот на забрана на вршење на дејност на дипломатијата, одредени луѓе кои во наводници се занимаваат со дипломатија, како веројатно докажани постапки од разузнавачките служби кои они имаат нарушено тие конвенции и примениле веројатно техники недозволени во однос на разузнавачка или разузнавачка дејност. Интересен е тој податок на состојба, бидејќи не секогаш вие можете да го тоа дело докажете, но некогаш се пристапува и кон превенирање, кон превентивна одлука, ако веќе имате сомнежи на вашата разузнавачка или партнерските разузнавачки служби. Она што е последно, генерално во тие изјави и извештаи кои МНР ги доставува се сувопарни и не образложуваат одлуката, но тоа е секаде така. Ние можеме да претпоставуваме на што се должи тоа. Сигурно не би го направиле без некоја причина, затоа што Руската Федерација има сериозна дипломатија која може да одговори контра, но тоа не е заради тоа што ние не знам имаме потреба да се докажуваме, едноставно или веројатно постојат индиции и докази дека они применувале действија против тие конвенции. Има една мала анегдота за Македонија уште при првото протерување на руски дипломати. Велат да Македонија е обезбедена бидејќи нема никој во амбасадата во Москва, нема кога да протераат. Да. Па добро, тоа е генерално лошо за нашата дипломатија. Од сите аспекти економски или политички, недозволиво е какви да ни се односите во моментот со Руската Федерација да имаме празна дипломатија од причини кои веќе ние сме земја членка на НАТО, па и ние веројатно треба некогаш да собереме некоја информација и да ја проследиме таму каде што треба. Тоа е за нашата дипломатија минус, ако е празна се уште амбасадата во Москва. Добро, порпоролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова последното протерување го окарактеризира како непријателски чин, што мислам дека таква беше формулацијата и пред претходните и другите држави, да. Но сепак колку и да речеме тоа декларативно или форма на изразување, сепак тоа се тешки зборови кога Русија ќе ви каже дека тоа е непријателски чин кон Русија. Како гледате на тој одговор на Руското министерство и на односите помеѓу Македонија и Русија во таа насока? Ние генерално после нашето полноправно членство на НАТО ја следиме политиката на Вашингтон и на Брисел. Во одредени форуми може ли некакви последици да има? Не верувам. Кои последици би ги имале ние од Русија кон нас, односно од Русија кон НАТО? Кога имаме предвид членот 5 или, например, збориме да бидеме некако загрозени, може би они би ги мотивирале да почесто применуваат техники на познати руски техники на суврзничко действување на одредена територија во однос на делегитимирање на политички процеси, на формални влади и така натаму. Руската Федерација, да бидеме искрени, во Југоисточна Европа и на Балканот, помеѓу народот има симпатии
и како политички систем, и идеолошки, и верски, и затоа и контекстот на свештеникот е интересен, бидејќи веројатно руската служба преку верски конотации, близината на црквата или влијанието на црквата кон народот е применена технологија или методологија да ја шира таа пропаганда, и тоа е веројатно интелигентно направено од руската служба, да може и преку црквата да влијае на луѓето и на масите, ширејќи својата пропаганда. Да, па тука имаме сега еден интересен момент кој го откри всушност политичар од Бугарија, ние не знаевме за тоа, дека на еден руски свештеник па му е забранен влез во Македонија, тој и го кажува некој Змеев, не е познат за нас, барем не е познат за широката јавност, за службите веројатно е познат. Да, па тој доаѓал често тука, има често високи свештеници на МПЦ. И тој да сега вели како може него Македонија да не му дозволи влез или да го избрка со други зборови, а во Бугарија си живеел лагодно. Но обвинувањата во тој поглед се дека тој контактирал со свештеници на МПЦ, дека се обидувал тука да направи некаков раскол во МПЦ во поглед на процесот на признавање на МПЦ од страна на Вселенската патријаршија, дека правил такви субверзивни дејства, и тоа е точно тоа за кое вие зборувате. Да. Интелигентно од руската разузнавачка служба, применувајќи такви методи и ангажирање на свештеници во делот на својата условно кажано пропаганда или психолошко пропагандна војна, бидејќи генерално на Балканот црквата има силно влијание кон народот и голема веројатноста, бидејќи гледате, Русија има стратегија да пенетрира таму каде што имате нерешени прашања. Нерешено прашање Македонија, Бугарија, нерешено прашање со Србија и Косово, и нерешено прашање на МПЦ во однос на Србија или генерално на православниот свет на своето постоење, легитимно постоење на МПЦ, и таму русите веројатно се обиделе преку тие свештеници кои се уште мислам дека живеат во Бугарија да направат раскол. Правејќи раскол во МПЦ, генерално не е проблема да направите раскол во МПЦ, туку колку тоа ќе се одрази кон народот, колку тоа ќе се одрази кон политиката, бидејќи црквата кај нас има мокна функција во влијанието кон народот и кон масите. Ние сме земја која народот се уште гаи некои традиционални конзервативни вредности во однос на посетување на манастири, верување на свештеници, однос на свештеник со... Има авторитет. Да. И тоа е веројатно суштината и обидот да се направи некој раскол. Она што можевме да го прочитаме од бугарскиот политичар е дека тој често доаѓал во Македонија и често имал средби со високи свештеници на МПЦ во обид да влијае на македонското црковно прашање. Да, но тука е исто се надоврзува фактот и дека председателот Пендаровски претходно, па во едно интервју токму за телевизија 24, открие дека разузнавачките служби на Македонија имаат информација дека високи свештеници или представници на МПЦ се поврзани или имаат одредени афинитети кон Руската Федерација или кон руските служби, што некако сега се преклопува со оваа информација, се создава тука еден интересен момент. Да. Нашата разузнавачка служба и традицијата која е негувана од многу порано до денеска, и ние имаме многу добра разузнавачка служба и разузнавачка мрежа, кој колку да ја се обидува да ја компрометира. Мислите така, бидејќи мислам дека кај граѓаните има спротивно верување на ова што Затоа кажав, да, затоа што големи афери беа во изминативе 30 години, но јас имам работено во Министерството за одбрана многу порано и сум сведок на поставеноста на тој безбедносен апарат и контактите на нашите разузнавачки служби со пријателските, и верувам дека нашата служба во однос на коментарот дека бугарската разузнавачка служба промашила таа информација и дека дозволила да се случи човек кој живее на нивна територија да
работи, условно кажано, за руската разузнавачка служба и да се обидува да мешетари тука низ државата. Така да ние во партнерство со нашите служби можеме да детектираме и можеме успешно да превенираме. Потврда е изјавата на бугарскиот политич. А добро, што мислите за ова што го зборува председателот Пендаровски за евентуалната поврзаност на МПЦ со руски служби? Верувате ли дека такво нешто постои? Или може би тоа се работи повеќе за наклонетост околку за некаква директна соработка? Видете, во религијата е тешко да анализирате ако ги немате сите информации. Постојат свештеници во мал број кои своите ставови ги објавуваат на колумни и на портали кои имаат религиска основа за симпатии или за соработка со Руската православна црква, но повеќе во делот на религиска и верска конотација и се добива впечаток дека веројатно само е таа предпоставка, а не соработка со разузнавачка служба, бидејќи тоа се два различни процеси и тие свештеници не се кријат, но Пендаровски го спомна тоа пред да излезе оваа афера, он како врховен командант и председател на државата, која е агенцијата за разузнавање во негова надлежност, веројатно веќе ги имал тие информации и затоа и ги пласирал. Да, во поглед на руското влијание, ајде да речеме, на Балканот, на регионот, се поставува едно друго прашање во контекст на војната во Украина, каде што е евидентно дека Русија сега ги концентрира своите ресурси, најголем дел од своите ресурси, дека е преокупирана со тоа прашање. Мислите ли дека Руската Федерација се уште има капацитети и сила на ист начин да се обидува да го шири своето влијание и да ги остварува своите национални интереси тука на Балканот, во земјиве од окружување, дека се уште има ист капацитет за делување? Ова прашање е легитимно и е поврзано со претходното прашање, каде има плодна почва руската држава да интервенира, односно да ја прошири својата зона на влијание. Балканот бил и претходно и сега и веројатно и понатака ќе биде до момент кога сите земји членки, односно држави на Балканот ќе бидат дел од НАТО или на Европската унија, тогаш можеби веќе ќе бидат тие процеси намалени до таа фаза да бидат минорни, но силата на Руската Федерација да го примени моделот на суверзички дејности, односно на ширење на пропаганда, на ботови, на лажни информации, дезинформации, најчесто се во државите каде што тоа население има некоја благо наклонетост. Еве анализиравме дали станува збор за верска или религиска конотација, можеби економска, можеби идеолошка, како што е случајот во Република Српска. И ако вие на војното поле имате некаква стагнација, немате големи успеси, вие во втора фаза го ангажирате разузнавачкиот апарат, кој има за задача во тие држави, слаби држави, слаби политички системи, слаби демократии, слаба функционалност на државата, слаби разузнавачки системи, да се обиде да го прошири своето влијание или да ја подрива државата однатре. Затоа е клучно и затоа ние апелираме да имаме функционален систем, да бидеме во НАТО, веќе сме, да влеземе во Европска унија како одбрана на овие држави. И не е само Русија, веројатно во понатака ќе се обиде Кина, можеби Турција има некои интереси на Балканот, но тоа е до нас. Ние ако имаме силен модел на држава, брзо ќе се одбраниме или ќе превенираме или ќе побараме поддршката од сојузниците. И во таа смисла ние ќе го заштитиме нашиот интерес, кој па е компатибилен со интересите на Брисел и Вашингтон, но постојат и држави на Балканот, како Србија, Република Српска, нерешените нивни статуси, проблем со Босна и Херцеговина, проблеми со Косово, да Руската Федерација го користи. Да, тука се држави кои имаат нерешен статус во поглед на членување на тие военно-безбедносни алијанси, да речеме Косово, Србија и Босна и Херцеговина. Тие три држави не се членки на НАТО, да речеме, не се членки ни на Европската унија, Црна Гора, Македонија и Албанија станаа барем членки на НАТО. И сега
можеби Руската Федерација има тука плодна почва да делува и во поглед на, како што вие велите, наклонетоста која е многу силна во Србија, да речеме, многу силна во Република Српска, и тоа се гледа и на митинзи. Например, има претседателот на Република Српска, господинот Додик, отворено повикува поддршка за Путин, поддршка за Русија. Да. Тоа го прави и од заеднички настани со претседателот на Србија Александар Вучиќ, кој не го прави тоа, но Додик е тука до него па го прави и така натаму. Шефот на Бија Вулин. Шефот на Бија најблизу Вулин. соработник на црната листа, токму заради тие контакти што ги имал со руската служба. И сега, ајде прво да видиме Босна, па ќе дојдеме Србија и Косово, тука има па еден дополнително интересен момент, ќе зборуваме за тоа, но еве да видиме прво Босна и Херцеговина. Гледаме дека таму има проблеми со високиот представник. Цело време господинот Додик зборува и за референдум за отцепување, дека Босна и Херцеговина е нефункционална држава, дека Република Српска треба да се отцепи. Прекоруване за тоа, предупредуван и од американската и од европската администрација и од НАТО, но засега не гледаме конкретни акции. Последно е покренување на обвинение за него за прекршување на законот во поглед на високиот представник, што е еден прв чекор веќе кон некаква кривична постапка, но засега тоа е тоа. Мислите ли дека таму состојбата може дополнително да ескалира доколку Додик ја подига таа линија на толеранција, или можеби Додик е сигурен дека нема да се дозволи НАТО да дојде до некоја поголема ескалација токму поради војната во Украина, стабилноста на Балканот и така натаму? Додик се коцка, кажано народски, со својата кариера и со своето политичко битисување, затоа што до некаде има линија на толеранција во меѓународната политика, токму затоа што Босна и Херцеговина во оваа смислена држава и произлезена од конфликт или за таа држава во моментов стои после Дејтон, стојат и Европската унија и Соединетите американски држави. Нека јас не размислувам, туку не би му се дозволило да направи референдум и кој би отцепил од Босна и Херцеговина. Тоа е предалеку, затоа што така би се нарушила позицијата на Вучиќ. Ако вие го гледате Додик, мора позади да ја гледате политиката на Вучиќ, биде они действуваат синхронизирано. Ако тоа се случи, сегашната српска надворешна политика, која на некој начин доживеа ресет во односите со Европската унија и САД, и тоа можеме да погледнеме во односите со Косово и поддршката што во моментов српската дипломатија има визави Курти, би исчезнала за момент, преку ноќ. Така да не верувам јас дека би се оствариле тие опасни сценарија на референдуми кои може да имаат домино ефекти во многу региони во светот и во Европа, и веројатно почетокот на санкциите на САД и на ЕУ кон Додик ќе продолжат и веројатно ќе се применат и други методи на меѓународната дипломатија да тој човек биде заоздан, бидејќи генерално има слика дека е последниот политички екстремист на Балканот, кој повикува генерално на поделби, на раздор, на деградација и така натаму, и од таа смисла мислам дека би требало притисокот да биде многу посилен кон него. Да, но анализите се дека токму српскиот претседател Вучиќ го користи Додик како еден противтек за политиката на Западот кон Косово. Се обидува да прави еден таков притисок во Босна и Херцеговина, да му се намали притисокот во Косово. Да, ама таа технологија, тој менеджмент може да трае краткорочно. Вие ќе дојдете во ситуација тоа временски да се потроши. Да, јас затоа реков за Додик треба да гледате Вучиќ, но и поддршката што ја има. Ако ја има он поддршката, односно притисокот не е насочен кон Косово, а е повеќе насочен кон Косово, отколку Република Српска, тогаш треба да испорачате нешто кон односите со Косово. Во таа смисла, вие ако имате сега поддршка во однос на настапот на конечно решавање на статусот на Косово и притисокот е повеќе кон Курти и кон Косово,
кој е на крај данокот што вие ќе треба да го испорачате во однос на таа поддршка, а кој е за компензација интересот на Република Српска и српската држава и така наречен српски свет. Тоа не може да трае до недоглед и затоа реков Додик се коцка играјќи не само Додик, има и други политичари на Балканот кои викаат сега Америка си има други проблеми, ЕУ си има други проблеми и Балканот не е во фокусот, кој што тоа не е точно. Апсолутно последниве дипломатски притисоци кои кон решавање на сите тие клучни точки на Балканот го говорат спротивното и за брзо ќе се увериме во односите на Србија и Косово дека тоа ќе биде така. Да, за Србија и Косово тоа е интересен момент и вие го навестивте. Сега дека притисокот на меѓународната заедница е повеќе насочен кон косовскиот премиер Албин Курти, па тој самиот вчера го кажа тоа. Тој дури ги обвинува Борило и Лајчак дека се директно на страната на Вучич, па како рече не може да ми дадете кафе без филџан и вели нема да дозволи формирање на ЗСО, бидејќи тоа е спротивно на уставот на Косово, бидејќи според него тоа е формирање на нова Република Српска. Но сепак сега српскиот председател Вучич се држи за тоа му е главниот аргумент, вели во ред, ние потпишавме формирање за ЗСО, нека формира Косово ЗСО, ние ќе исполниме се друго. Се наоѓа во една прилично лагодна, ајде да речеме, позиција во поглед на преговорите на Косово, бидејќи тој не е лошиот сега во моментов. Туку целиот притисок е насочен кон Курти. Дали господинот Курти тука никако како да ја сгреши стратегијата сега, бидејќи држејќи се слепо за своите идеали, тој ја губи меѓународната поддршка за Косово. Што е многу погубно. Ние се сеќаваме, и јас и вие, и ние сме толку возрастни, како Косово практично се формира како држава со силна меѓународна поддршка со Соединетите американски држави и Европската унија. Ако вие почнете да со војна интервенција на НАТО без преседан до тој момент. Да, без преседан. Но таа поддршка била бланко и вие ако почнете со тие што ви помогнале да формирате своја држава, да влегувате во конфликт и да не го дадете за тоа што се бореле, например. Курти доаѓа од движењето самоопределување. Да. Тоа движење благодарение на и во кога беше Косово дел од Република Србија се заложуваше за независна косовска држава и така натаму. И вие кон вашите ментори, односно кон луѓето кои вас генерално ви направиле држава во најтешки можни околности и нарушувајќи многу меѓународни принципи, ако затоа што се бореле за слобода, се бореле за права, не сте зрели да ги дадете на другиот за кој сте се бореле и против кого сте се бореле, во случајов на српското малцинство во Косово, вие немате политичка зрелост, немате политички сенс да останете на чело на таа држава и вие вашата платформа ја имате изгубено. Вие сте се бореле да добиете слобода, добивате во тој контекст држава и се не сакате да дадете неколку општини кои ќе имаат некаква си автономија. Не му предвидувам долга политичка кариера на Курти, ако продолжи да на некој начин се кондра со Вашингтон и со Брисел. Може таму да има избори и ние сме сведоци дека во Косово многу брзо може да се сменат политичките структури. Постои гласна опозиција која силно го критикува дека таа поддршка никогаш не трае вечно, ниту е бланко, туку интересот треба да биде од поголем аспект, бидејќи па Србија на меѓународно поле заради недавањето на санкции кон Русија или притисокот на Србија да даде санкции кон Русија, а да има кон меѓународната заедница, како што велите и вие, Вучиш покомботна позиција, значи поголемата слика секогаш ќе троши по малата слика. И Србија во моментов ужива таков пристап од меѓународната заедница, бидејќи руско-украинскиот конфликт е многу посилен и поголем предизвик за Европа отколку решавањето на ова прашање на Србија и на Косово од една страна, но од друга страна, и внимателно може да го следите
на дипломатот Ескобра кој вели дека во пакетот на проширување на Европската унија ќе влезат сите земји и треба да се решат сите отворени прашања, бидејќи тоа е единствената превенција на можноста на Русија и одредени држави кои гравитираат околу низината моќ да може да направат проблеми. Да, но парадоксално имаме тука уште еден интересен момент што сега со ова однесување на господинот Курти, тој буквално му ја спасува политичката кариера на Вучик. Бидејќи, особено после Охридскиот договор, кога двајцата беа донесени во Охрид, кога го реафирмираа Бриселскиот договор, но надополнет и со работи каде што Србија нема да се меша во влегување на Косово во меѓународни структури, во Обединетите нации, каде што Србија ќе ги признае косовските документи, каде што Србија де факто ќе признае дека Косово е независна држава, не мора да го признае формално, но нема ни да се меша, нема да го спречува тој процес. Ќе му дозволи да прави буквално на Косово што сака, каде што Косово ќе добиеше полно меѓународно признание и потоа сите земји и од Европската унија кои не го признаваа Косово, ќе го признаваа Косово, значи зборуваме за Унгарија, за Шпанија, за Грција, за други земји, и тогаш предвидуваа аналитичари дека српскиот председател е готов, дека тоа му беше веќе залез на политичката кариера, дека тешко ќе можеше да го преживее тој момент. Одеднаш спасот магично дојде во ликот на Албин Курти. Да, чудно. Затоа има и коментари во Косово Курти за кого работи, дека е во контекст на спасување на рейтингот на Вучич и Мислам Вучич не можеше да посака подобар момент од овој. Да, значи стварно му се поклопија коските. Има веројатно среќа, но јас сум убеден дека тоа не може да биде вечно и не може да биде долготрајно. Навистина после Охрид и после Брисел 1 и Брисел 2, Охрид и самитот во Охрид, каде што неформално беа договорени сите процеси, даде надеж дека тоа прашање ќе биде затворено, но се случија тие процеси во однос на специјалните единици на Косово, заземање на општинските згради и така натаму, општо познати, ја нарушија таа доверба и веќе таму има статус кво. Има повторно обиди, но ќе видиме. Не верувам дека ќе има сериозно преговарање и репрограмарање на Вучич, можеби постабилна му политичката состојба, иако ќе има таму превремени избори, но од тие околности се таму познати и неговиот рейтинг, отколку на изборите на Косово, кои веројатно ќе бидат приморани да биде променет Курти, за да можат да го затворат ова прашање или Косово добие полн легитимитет во колективните системи. Да, и сето тоа, како што кажавме во контекст на војната во Украина, која се уште без неја нема некакви назнаки дека брзо ќе заврши или скоро, немаме такви назнаки ниту од теренот на оно што се случува, ниту од политичката состојба, ниту некакви реални суштински преговори меѓу двете страни, ниту обиди за суштински преговори од страна на меѓународната заедница. Вчера видов една изјава на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг кој вели подгответе се за долга војна, значи дури и НАТО порачува дека нема скоро да заврши војната. Значи навистина ли е така, господине Стефановски, вие ли гледате дека нема некакви знаци дека брзо, дека има некаков надеж војната да заврши? За жал да. Предпоставките во пред конфликтот или за време на конфликтот беа дека овој конфликт би бил според интензитетот или според таа силината на руската армија да испорача услови кои ќе бидат доминантно во делот на Руската Федерација и условите кои таа ќе ги наметне на Блицкриг стратегија да може да се заземат поголеми позиции, да се доведе ситуација Украина да прифати мировни преговори. Иако има рускиот председател кажал дека имало начелно желба за мировни преговори и испораката кон тоа било да Москва ги повлече своите војници од Киев, но тоа не важело. И сега веќе доаѓаме до една сериозна фаза на војната. И генералниот секретар на НАТО, и председателот на Руската Федерација, и Зеленски, и целиот меѓународен поредок генерално се спрема за долга војна
и сите услови и сите воени стратегии кои во моментов се применуваат е за спремање на долг конфликт. Вчера имаше интервју шефот на војната разузнавачка служба на Украина за Економист, кој условно кажува дека ниту Москва ќе слави победа во Киев, ниту Киев ќе слави победа во Москва и дека ова ќе биде долг конфликт, дека секако треба да се заврши со некакви мировни преговори, но вика многу се важни условите. Ние не даваме територијална отстапка да биде нели делот на Украина во територијалната граници суверен, но во однос на безбедносните гаранции на Украина да бидат дефинирани. Но желбата Украина да биде во НАТО е многу поголема во Вашингтон и Брисел туку во Киев, бидејќи нели знаеме дека Украина е една голема држава, блиска до Руската Федерација. Во делот на војните действија видовме дека Москва е ранлива, брзо може да отидат ракети и дронови до Москва и до пограничните. Тоа е тестот на руската војна способност и од таму можеме да видиме како се исцртува стратегијата зошто Украина е потребно да биде во НАТО или зошто Русија не сака да биде Украина во НАТО. НАТО на некој начин доживеа една експанзија со влезот на Финска и Шведска во НАТО. Желбата Украина да биде во НАТО, тоа е еден сериозен бедем. Станува збор за сериозно мокни држави и економска војна смисла и во број на население. И тука беа блокирале комплетно ширењето на Руската Федерација и наметнување на други услови. И генерално сега ние мора да разбереме дека постои постојан меѓународен поредок и развој на нов меѓународен поредок. Војната во Украина е само последица на тоа. СССР се распадна, влијанието на Русија кон тие постсоветски земји, ние го знаеме. Ширењето на НАТО од една страна беше некаква стагнација после владењето на Трамп, наметнувањето на новите предизвици на развој на што би рекол шефот на МИ-6 и директорот на ЦИА на закани кои немаат пасоши. Во заедничкото соопштение бидејќи се развиваат вика компоненти на загрозување на човештвото од климатски промени, од вируси, од вештачка интелигенција. И ние гледаме дека се исцртува еден нов светски поредок, кој ние генерално можеме да го видиме и во заклучоците на Г20 во Нью Делхи, каде што во изјавите сите разговараат за Индија со нова железничка поврзаност и дигитална поврзаност со Европа, со Саудитска Арабија. Гледаме дека Кина повторно сака да го наметне својот патот на свилата. Бајден оди во Виетнам. Ние гледаме тектонски пореметувања во однос на меѓународните околности, во зависноста на Европа и на САД во однос на литиум батериите, така да се развива нов глобален светски поредок и тука е генералниот мотив на борбата на Русија и на Украина со поддршка на Западот. Но мене повеќе би го оставил прашањето каде ние припаѓаме, каков интерес имаме ние, бидејќи ова е голема геополитичка разврска, ние сме современици на тоа и треба да заклучиме само една работа, дека нема идеолошки, верски и емотивни врски во меѓународниот поредок, туку има само интереси. До влюбениците на Руската Федерација и тој руски свет, ние чисто дебатираме и тука во Македонија колку ние како држава требало да застанеме некаде или не. И тие мотивци кои на некој начин се проруски е изјавата на претседателот на Ерменија кој каже дека геостратешка грешка е подпирањето на еден центар на Ерменија односно Русија, дека не добила никаква поддршка. Можеме да генерализираме двата системи на Русија и на Америка. Разорен е ефектот на таа војна во Европа, но ние да гледаме каде е нашиот интерес. Ние сме преранливи и преслаби и имаме систем кој внатре вклучува мултикултурен, мултиверски, економски, кој може да биде абсорбиран само од Европската унија, од САД. Есенција на меѓународната дипломатија на Македонија е стратешкото партнерство со САД и тоа е систем кој ние можеме нас да не прифати, да не негува и да не разви.
Ние можеби емотивно ја сакаме, условно кажано, таа планина, но не таму не може да преживее. Јас сум запрепастен од многу македонци кои имаат емоција кон Руската Федерација, најчесто се селеници кои доаѓаат на лето тука и се Путин и така натаму. А живеат на запад. А живеат на запад. Ама вика Русија има слаба економија. Види, мене како држава не ми е гале. Па пошто има Америка подобра економија, нека идеме кон Америка, кон Европа. Мене не ми е гале што Русија има слаба економија. Токму затоа не идеме таму и затоа ти си отишол да работиш таму. Така да мора да ги разбиеме тие дилеми. Мора да ги отфрлиме како општество. Мора да им покажеме на Европската унија и на Вашингтон дека сме спремни и го делиме тој менталитет на глобализација, на сојужништво, на функционална демократија и правосудство. Сите оние заложби на Бајдената администрација и на председателката на Европската комисија и да ги отфрлиме тие дилеми. Дули со визионерство, можеби со болни прифаќања на некои процеси кои ние сега ги имаме во однос на промена на уставот, но ние мораме да обстоиме. Ние сме преслаби да бидеме надвор од тој систем. Добро, кога зборуваме за промена на уставот за Украина, да го отвориме тоа прашање, една од пораките која се праќа од меѓународната заедница на земја во поглед на отварање на уставот, велат токму војната во Украина го отвори моментот на го реафирмира моментот за проширување на Европската унија, го реафирмира моментот, сега тој е повторно намаса, искористете го моментот додека е време, бидејќи тоа може повторно да се затвори тоа прашање, повторно проширувањето да падне во втор план. Дали е навистина така? Мислите ли дека навистина сега е тој момент што треба да се искористи? Апсолутно да. Ни на крај памет, дали на политичките елити во Европската унија, во Брисел и во Вашингтон, војната во Украина ги промени сите стратегии во однос на Европската унија. Европската унија имаше стагнација, имаше генерално големи проблеми во однос на миграциите, во однос на ковид кризата, во однос на буџетот, во однос на промената на политичките партии кои имаат други погледи во однос на Европската унија. Американската администрација предводена од Трамп, која нели Америка беше на прво место, Европската унија геополитички немаше моќ и моќта ресетот на Европската унија се јави како потреба да биде силна и да има ново проширување до сите можни членки кои гравитираат географски во Европската унија е војната во Русија и Украина. Само тоа е срекна околност, колку да звучи лошо, војна може да биде срекна околност, но срекната околност е дека проширувањето се врати на агенда и е геостратешка желба, отколку можеби повеќе функционална. Вие, ако се сеќавате, приемот на Бугарија и на Романија во Европската унија беше политичка одлука. Не стануваше збор за критериуми и толку беше контекстот на конфликтот на Русија со Грузија. Ако се вратиме назад. И тоа е тој моментот што го викаат странците, дека ние сега го имаме како несрекна околност, дека повторно има желба за проширување на Европската унија и дека тој ќе биде 2030 година, 31, 32, далеку од тоа што беа предпоставки дека ние треба преговараме 10-15 години. Генерално се надзира во изјавите дека ќе има повторно политичка одлука, но јас генерално во сите изјави треба да заклучиме на работа. Реформите ние ги правиме за себе. И ние да бидеме спремни. И топката секој да биде на другата страна. Најмалото, најнебезболното нешто во преговорите на тој француско-германски предлог или така наречен бугарски идентитет е метомањето на бугарите во устав. Ако ние стратешки тоа го ставиме сега, ние ќе имаме предност, не прификајќи ги другите непринципилности, да кажем, ние го прифативме ова. Идеме натака. Ама можеби Бугарија ќе не блокира, а можеби нема да не блокира, можеби ќе дојде некоја друга политичка сила и во Европската унија и во Софија. Да, но... Така беше и во Грција, ама може да блокира и некоја друга држава. Ама во можеби нема во политиката. Ние треба да ги сработиме работите, да не чекаме можеби. А што ако можеби па донесат политичка одлука да кажат дојдете вие во Европска унија 2030? Ние треба да живееме на можеби. Многу луѓе ликуваат дека не била 2030 година кажана од меѓународната дипломатија, не бил и се радуваме, знаете што нема датум, ние за џабе договараме со Бугарија. И па за џабе не дојде нескова. Има попаметна работа во своето делување.
политичко. Не е американската администрација толку многу силно заложена за делот на територијата на Балканот. Да, ова што го кажавте во поглед на тумите и на гаранциите, токму тоа е еден од аргументите кои ги кажува опозицијата. И тие самите велат немаме ништо против ставањето на Бугари во уставот, но не сакаме да се прави тоа под диктат, како што велат бугарски диктат, и така, но и немаме гаранции дека Бугарија нема да не блокира за нешто друго. Получени од сите претходни искуства, одменувањето на уставот, одменувањето на името со Преспанскиот договор и други отстапки. Но сега, еве се, да ги тргнеме на страна, ајде, тие политички реторики кои, значи, се прават од страна на политичките партии, има ли начин некаков, можеби Европската унија тука да понуди нешто, некаков компромис? Именно преговарачката рамка не може да се смени, тоа знаеме, најмно е да се верува дека може да се репреговара преговарачката рамка, таа е таа, но има ли можност нешто дополнително да се понуди, не знам, некаков документ, некаква декларација, нешто што можеби ќе и помогне на опозицијата да се убеди да влезе во тој процес? Постојат многу методи и техники како да се издесува една состојба. Веројатно сите се на маса или сите се потрошени, или веројатно постојат и временска рамка каде што ќе бидат испорачени. Обидите на Сенатот во Америка да донесе резолуција како поддршка и меѓународно признавање на македонскиот јазик, култура и гаранции на тоа стратешко партнерство од лугата на Бундестагот во Германија. Можеби потребни се неколку држави, но ние не сме во состојба да се пазариме. Хипокризијата е на политичарите и од едната и другата страна, што ние сме денеска слаби на масата. Зошто сме слаби? Заради нивната неспособност. Слаби сме затоа што излегува 50.000 македонци пред неколку години во Германија, сега 30.000 се преселили. Немаме функционална демократија, имаме партизирано судство, имаме модел на неодговорност. Сите афери што се случуваат, никој не одговара. И двете политички партии заедно и подеднакво имаат одговорност за тоа. Зашто ние сме слаби на масата? И зашто ние никош не сме се обединили зад некоја платформа? И затоа што кај нас е притисокот, не сме виновни ја и ти? Или тој парадокс што, или таа хипокризија што политичките партии, без разлика од каде доаѓаат, затоа што ние премногу сме прифаќале. Добро, вчера Алехме ти го гледав, имаше интересна теза. Пропуштивме можност да имаме домашна употреба на уставното име, одлучувајќи го проблемот. Дојде моментумот Македонија биде во НАТО, претпоставките беа на тие што ги подценуваат во сите политички партии меѓународните околности, кои има информација дека следи некаков конфликт со Русија, влеговме во НАТО, се избутка во Грција. Грција многу појака дипломати од Бугарија. Ама моментумот беше тој, не влеговме во НАТО. И се има истиот таков моментум. Зошто Европската унија? Зашто американците гледаат дека само силна Европска унија има можност да може да се спротивстави на Русија и на Кина. Силна Европска унија е само проширување и Европската унија да има силна геополитичка тежина која ќе биде единствена и така натаму. Веројатно постојат методи на убедување на опозицијата. Добро, дали но силината на убедувањето е многу важна. Дали еден од тие методи на убедување е можеби измените на кривичниот законник? Бидејќи многу се зборува за тоа. Гледате ли така на тоа? Да, гледам, затоа спомнам дека постојат многу методи и техники кои можат да бидат применети и далеко од очите на јавноста не сме сведоци дека генерално сите крупни чекори кои ги имаме донесено како држава се далеко од јавноста. Токму затоа што едно разговараме со јавноста, второ збориме со меѓународната заедница и трето збориме вака, па после ќе слушаме интервјуа каде што ќе се изнесат тие ставови дека јас бев на таа тајна средба, не бев на тајна средба и така натаму. Генерално кривичниот законник дава светло или индицира дека се е донесен во моментум многу сензибилен и во околности интересни, брзи и даваат некаков процес на изјавите од политичарите дека генерално сите се сигурни дека ќе има уставни измени и ќе има над 80. Имате повеќе изјави, повеќе меѓународни фактори, така да една од тие елементи што ги збориме се
и такви процедури. Има и изјави од политичари, особено од албанската опозиција, и вчера тоа го кажа и господинот Изет Меджити, го праша јавно министрот за надворешни Бујар Османи дали бил во Будипешта да разговара со Груевски. Пред тоа го кажа и други политички партии, дека имало средби со Груевски. Самиот Груевски демантира, но сепак имаме премногу шпекулации, премногу обвинувања. Мислите ли вие дека доколку се прави тој обид за обедување со измени на кривичниот законник, каде што очигледно е дека Груевски е еден од најголемите бенефитори на тие измени, дека тоа бидело преку Будипешта. Да, влијанието. Па интересно, вака кога видите, ако на сите поверуваме дека се виделе со Никола Груевски, дека он повеќе средби има отколку било кој некој официјален политичар во Македонија, не можеме да тврдиме, ма бил И ако го гледавте, се извинувам, го спомнавте и вчерашното интервју на господинот Али Ахмети, не знам дали приметивте како господинот Али Ахмети го брани Никола Груевски, кога беше прашан неколку пати, кога застана во директна одбрана, дека тој не бил толку лош, како што се правела фама околу тоа. Интересни се конекциите меѓу сите политички партии чинители, кога ќе треба да се реши некој крупно прашање. Никола Груевски имал влијание сега и претходно во државата и во јавноста. Може да се примети по неговите фејсбук статуси, по коментарите, затоа и он има потреба да се обрати кон јавноста, да демантира и така натаму. И тоа е баш во контекст и во временски период кога ние ова го анализираме дека се подготува некаква промена. Не можеме да предвидиме, вие имате и исто така, нели, протажирани шпекулации, информации, ние не знаеме, дека имало средба и на Заев со Мицкоски, на Заев со Груевски, така натаму, па сите демантираат. Во Македонија се е можно, ќе има димни завеси, да не, нели, да не ја видиме од шумата. Но контекстот е тој. Ние можеби сакаме подобар преговори со Софија, можеби сакаме подобар предлог, но нас во моментов имам пешток дека нешто многу не прашуваат, туку ова се бутка на мускули и е за веројатно подобра безбедносен проблем, безбедносни гаранции на Балканот. Значи затворање на неколку клучни точки кои дипломатијата на американците не гледа пречка. Не постои пречка за американската дипломатија и до сега нас не разочарале. Да, и за крај само кусове, молам, имаме уште една минута. Господин Мицкоски кажа, бидејќи има две опции, една е да се убеди ВМРО ДПМН да гласа за уставните измени, друга е да се убеде дел од пратениците да гласаат, нешто слично како со Преспанскиот договор, но господин Мицкоски кажа дека и еден пратеник ако гласа за уставни измени, дека тој ќе се повлече од политика. Значи сега тој се наоѓа во прилично интересна положба. Значи ако реши да гласа за уставни измени, треба да ја убеди целата пратеничка група да гласа. А ако па се случи обратно, тој ќе мора да се повлече од политика, ако се остане на зборот, се разбира. Да. Добро, он е лидер на најголемата политичка партија, он мора да има си обезбедува поширок, да речам, спектар на движење, на политички маневар. И Зоран Заев кажа ќе го изгубам, нели, ако го изгубиме Скопје ќе се повлечам. Јас од политичка гледна точка не ја разбирам таа до крај испорачување на што ако се случи такво нешто дека ти треба да се повлечеш. Можеби Мицкоски сум уверен дека сите претеници нема да гласаат. Можеби ќе гласаат сите. Што е веројатно прашањето најдобро за ВМРО ДПМН, бидејќи станува збор за две спротивставени страни. Едно е силен меѓународен притисок и дисвањето на ВМРО ДПМН. Ако вие мислите дека тоа е бугарски диктат, а немате проблем со бугарите во уставот, ставете ги бугарите на уставот, имате огромен рейтинг, победете на избори и редефинирајте ги после 4 години, ќе владеете 4 години, да се изборите за да немате бугарски диктат. Веќе имате прифатено дека немате проблем бугарски, да го ставите бугарите во уставот, победете на избори доминантно и обете се во тие политички преговори со Брисел и со Софија
да ги смените околностите. Тоа не би ја изолирало ВМР-ДПМН и би ја направило партнер на меѓународната заедница. Да. Добро, господин Стефановски, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и на вас и се гледаме колку има потреба од нови анализи. Да. И со ова гостување на господинот Милан Стефановски го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.